Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Денешното евангелско четиво на Светиот апостол и евангелист Лука можеме, а и треба да го доживееме како вистинска проверка за нашиот христијански живот. Дали сме или не сме христијани, ке ни ја каже проверката што ќе ја направиме со содржината на денес читаната евангелска перикопа. Зашто станува збор? На самиот почеток од денешното Евангелие Христос ги упатува најзначајните зборови што треба да ги запишиме врз ѕидовите од срцата наши, а ми се чини и во нашите семејни домови, и во холовите на државните институции, и во автобусите и сите други превозни средства, да ги читаме, за да не ги заборавиме, и да не ги заборавиме, за да ги претвориме во наш собствен живот. Кои се тие зборови? Правете им на другите, вашите ближни, вашите браќа и сестри, тоа што сакате и вие тие да ви прават. Може тоа да се каже и во инверзна форма. Не правете им на ближните тоа што не сакате тие вам да ви го прават. И треба сега добро да се замислиме над овие зборови и да се провериме себе си дали постапуваме во согласност со оваа евангелска максима. И ако се испостави дека успеваме да го оживотвориме овој став на Христа запишан во Евангелието, ќе можеме да се надеваме на спасение, бидејќи со тоа вистински сме го исполниле Евангелието, а штом сме го исполниле Евангелието, сме се исполниле со самата смисла на животот, движејќи се кон целта на нашето историско постојање. Но се ми се чини дека одговорот на тоа прашање дали му правиме на другиот тоа што сакаме тој нас да ни го прави, нема да го добие. Тој нема да биде позитивен, нема да биде добар, спасителен за нас. Зашто сме секогаш и со секого во кавга. И низ нашите глави поминуваат најопасни идеи за тоа како да се ликвидира другиот. И сакале или не сакале, прераснуваме во малечки сартровци, сметајќи дека другиот, ближниот, е опасност за нас. Потоа Христос не застанува тука. Туку го поставува прашањето за љубов. Како го љубиме другиот? И дали ги љубиме сите безусловно или ги селектираме на наши блиски по крв и по некоја друга линија, или ги третираме како туги, поради што не ја заслужуваат нашата љубов според нашата собствена оценка за други.
И тука Христос безмилосен во оценките спрема нас. И бара од нас да ги љубиме сите безусловно, а не според изборот. И избор што се прави според некој наш апсолутно антропоцентричен критериум за оценување на вредностите. Зашто вели Христос? Да го сакаш оној што те сака, воопшто не е тешко. Та тоа го прават и незнабожците, и паганите. Потоа Христос не прашува дали правиме добро, дали добро чиниме и како, според кој критериуми добро чиниме. И во чинењето на добрина важат истите мерила и правила што важат за љубовта. Оној што љуби, добро чини и добро чини безусловно. Да секој човек таму го прави, имајќи го за своја мера во доброто. Самиот Бог, за кого што уште Платон тврдел дека е седобар, иперагатос, и тој во таков Бог и верува, во некој кој што е само добар и е добар на сите добрини и на сите што добро прави. А тој голем антички философ не бил христијанин, но бил близко до она што Христос ни го кажа. И потоа Христос поставил уште едно, трето прашање. Дали даваме назаем? И како даваме назаем? Ако даваме назаем, за да ни се врати, како што чиниме добро, за со добро да ни биде вратено, тогаш никаква корист од давањето заем. Јасно е дека заемот треба да биде вистински, побаран од човек, кому вистински му треба, кој што во тој момент кога го бара е спасителен за него и треба да се даде по мерата од нашите вистински можности. Сето тоа влегува во третото прашање, дали даваме на заем и како го даваме заемот. Ако сакаме на трите одговори, на трите прашања да дадеме христијански одговор, во согласност со тезата, правете им на другите како што сакате другите вам да ви прават. Треба да љубиме како што Господ љуби. Безусловно. А тоа значи секого. А во секого влегуваат и нашите непријатели. И колку е тоа тешко, Господи, да го сакате вашиот непријател. И мислам дека тука најмногу паѓа. Зашто за нељубов имаме цел еден сет на аргументи. Зошто да го мразам, имам аргументи. Ама зошто да го сакам, немам аргументи. И поскоро ќе се определам да мразам, отколку да љубам. Но тој што мрази не е христијан. Тој не го следи патот Христов и тој пат не води во спасение. Оној што прави добро, повторно треба да си го има Христа пред себе си. Да не им доброчини на оние од кој што очекува да му врата, зашто и за нив Христос вели дека таквите ги наоѓаме и меѓу паганите, меѓу незнабожците. Туку да му се направи добро на оној што не може да ни врати. Да се прави добро без возврат.
i zajem da se da, bez vozga. I ne samo na onoj za kogo što odapred znajeme, deko može da ni gi vrati. I to vraćanje najčesto se slučuva so kamati. I gledajte koliko sme nije hristijan. Dali na trite prašanja što Hristos li postavi, molim me pozitivno da odgovori. Ako trgnem od sebe si, jaz ovo ispit mnogo teško deka će go položam. Današnjot ispit, današnjot test, što Sveto Evangelije ni go dade da go napravime i da go potpišime so krvta naša hristijanstva. A ako je taka, toga šrabotite ne se ne popravlji. Treba vednaš da stanam ko bludni od sin, otkako go rizikuvaše svoj život, hranejki se so korenjata, so ko što svinjite se hrani. Pa i koga iniv gi zagubi, nemaše ni korenja, ni želadi da jade. Se seti na svoj tatko. I koga gi kaža zborovite, stani i odi. Od tije zborovi go najde i svojeto spasenje. I nije, braći i sestri, da gi kažeme istite tije zborovi, dokolku njego položime današnjot ispit na ljubovta, na dobroto, na zajem. Da staneme i da trgneme po Hrista. Hristos ne obvrzuva so meri nepodnosljivo golemi ili neostvarljivo golemi za nas. Od vsekogo od nas para sve to da go pravime, pomerata od našite vistinski možnosti. Amin. Zahvaljujem.